Помалку од еден час траеше средбата меѓу лидерите кои направија уште еден обид да ги договорат отворените прашања во врска со предвремените парламентарни избори, но безуспешно. И власта и опозицијата си останаа на нивните стари ставови и не им успеа да договорат избори со консензус. Избори дефинитивно ќе има, дури ако опозицијата донесе конечна одлука да бойкотира. Од утре веќе ќе почнат да течат роковите што власта сама си ги зададе уште пред една недела. Ја дојдоа со намера очигледно таа намера беше и преходно, како што јас и во моите изјави преходно кажував, да не се дојде до договор и да нема предвремени избори. Од наша гледна точка можам да кажам дека ние направивме максимум. Совеста ни е чиста. Совеста ни е чиста затоа што вложивме колку што можеше да вложиме. Прифативме дури и нерационални барања, дури и нелогични барања. На крај не доведува до ситуација да размислуваме, ние не размислуваме, но побараа да размислуваме, да прифаќаме работи кои што се и нелогични и незаконски. ВМРО ДПМН сака избори без опозиција, изјави посредбата лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, кој потенцираше дека и во иднина ќе остане отворен за можни договори. Груевски сака избори без опозиција и дека тоа е тој кој што е турка целата опозиција, не само Социјалдемократскиот сојуз, да не учествува на овие избори. Ако е тоа одлуката на владеачките партии, тоа е и нивна одговорност. Селмани допрва ќе одлучува дали ќе оди на избори, а за политичката криза побара помош од меѓународни фактори. Најавувам дека уште утре ќе погнесеме до Уставниот суд представка за уставноста на изборниот закон по однос на изборните единици и дефинитивно можам од вечерва да кажам дека на Македонија и треба меѓународно посредување, поготово од страна на Соединетите држави од Европската унија, затоа што Македонија е доведена во ќорсогак. Лидерот на ДУИ Али Ахмети истакна дека предвремените избори се исполнување на опозицијско барање. На опозицијата и порача дека е добре дојдена да учествува во процесот, но без поставување на услови. И председателот Иванов изрази надеж дека опозицијата ќе најде начин да учествува на изборите. Според него, дел од партиите не водат сметка за националните, туку исклучиво за партиски интереси. Пред 2 дена лидерите успеаа да се договорат за прекројувањето на изборната единица број 6 и за избирачките одбори. Камен на сопнување и понатаму остана законот за медиуми и сметките на медиумите од Перо Наков.